за оние кои не знаат што значи последици од нуклеарен удар, од радиација, е загадувањето пред се. Има процеси на исчистување на вода и на храна, ама тоа кој ќе успее, успее за нас како уништени мали земји. Па потоа тука ќе видат разрушување на големи градови, на големи населени места. Тука ќе има потреба за храна, ќе се деструират системите на државните функционирања. Ќе видат огромни последиците, па посебно за тие што ќе останат живи после првиот удар или маховиот удар кој ќе биде повратен удар, тоа е сепак стручни термини, радиацијата која би била во одредени зони, загадувањето на почвата, на храната, времењата на полураспад на нуклеарните елементи. Тоа е нешто што генерации и генерации, десетици, можеби стотици години би требало потоа да се чувствува. Јас не се сомневам, таа можност ја предвидуваат големите суперсилите дури и за своите потесни раководства, можеби и за дел од населението, истакнати членови на општеството, научници и така натаму имаат подготвени бази за заштита и преживување на многу долг период, значи не на 7, не на 14, не на месец, не на година, можеби со години да останат затворени во базите за да преживеат како николец на општеството, но тука зборувам пред се за обичните граѓани, за нас кои сме секојдневно некаде на улица со работни обврски, дека тука е многу мал процентот на преживување.